Четврток, 21 март, кратки вести во 12 часот. Во Струга веќе го пуштивме. Базенот во Охрид е во финална фаза, порача поранешниот премиер Димитар Ковачевски. Неговата изјава доаѓа во време кога и покрај најавата од почетокот на годинава дека работата на покриениот базен во Охрид по неверојатни 9 години ќе продолжи со нови подизведувачи, сепак на терен нема никакво поместување во изведбата. Од Агенцијата за млади и спорт потенцираат дека новите подизведувачи најавиле дека истиот ќе биде готов до септември и дека во моментов бил завршен околу 60%. Покриениот базен во Охрид започна да се гради во 2015 година. Државната изборна комисија се очекува денеска да ги потврди кандидатурите на 7 мината председателски кандидати за изборите закажани за 24 април. Кандидатури поднесоа Стево Пендаровски, Гордана Силјановска, Давкова, Максим Димитриевски, Билјана Ванковска, Бујар Османи, Стефчо Јакимовски и Арбен Таравари. Ждрепката треба да се одржи најдоцна на 28 март. Во меѓувреме, политичките партии и коалиции се подготвуваат за промоција и објавување на програмите на председателските кандидати, но и на носителите на листи за пратеници за парламентарните избори на 8 мај. Почина жената која неодамна беше турната од трет кат на зграда на улицата Карпош Војвода во Охрид. Настанот се случи на 8 март, а 3 дена подоцна СВР Охрид поднесе кривични пријави против 2 лица од Охрид. Тие се товарат за кривичните дела убиство во обид и помагање. Времето денес сончево со мала локална облачност, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.